вечер со топ тема. Кој ќе го запали органот во Дуј? И огнените и таткото на партијата Ахмети на терен ги одмеруваат силите. Вечерва во топ тема интервју со Блирин Беџети, организацијски секретар на Дуј. Разговараме за резидувањата во партијата, метафоричките пресметки со сопартијците, Артан Груби и Талат Џафери, за престојниот конгрес на партијата оваа година. Беше поканет и Артан Груби да дојде на ова интервју, односно на дуел со Беџети, но тој одби да учествува во оваа емисија заедно со сопартијецот, со кој имаат различни ставови околу функционирањето на партијата, но останува поканата за Груби за интервју. Останете со нас во следниот час. Господине Беџети, благодарам што дојдовте во студиото на топ тема за ова интервју. Благодарам и на вас на поканата. Кажавме дека сакаме дуел, меѓутоа ете не можевме да го реализираме затоа што господинот Груби не сакаше дојде. Зошто се толку големи несогласувањата да не можеме да ве ставиме во една иста просторија? Вие се согласивте на дуел? Мислев дебата е тоа, не ништо друго. Вие ме поканивте, јас се одзвав на поканата. Имам една недоумица цело време како настана името Огнените. Зошто ве нарекуваат Огнените? Или сами се нарековте Огнените? Не, сами во никој случај. И нас не ни е јасно како стигна до тоа, но така не нарекува сега, што да прави. Метафорите се очигледно присутни во Дуј од едната и од другата страна. Можна и тоа да е. Она што се случува деновиве е очигледно, дека се почна во времето кога влеговте во партиското раководство и можеби сите мислеа тука ќе заврши приказната, но напротив, сега што се продлабочува јазот помеѓу вашата група на истомисленици и оние што се околу Ахмети, Артан Груби, Бујар Османи, сега Талат Џафери и останатите. Бидејќи сепак ова се многу сериозни работи, каков е вашиот собраниски потенцијал? Колку пратеници еве сега имате? Чинам дека се тројца во моментот или го ширите тоа собраниско мнозинство? Нас не е интенцијата да се мериме со број на пратеници, со такви математики и калкулации. Нашите настапи се повеќе да информираме членството, да го сензибилизираме за случувањето, но и за нашите ставови, бидејќи сепак ние имаме и обврска за нашите ставови да ги образложиме, да не се сватиме погрешно, туку нашите намери, нашите цели да ги збориме, што е многу легитимно со членството поддржувачите на Дуј. Значи не ви е целта да формирате пратеничка група независна, можеби? Не. Од тука, затоа што ми се наметнува прашањето дали можеби има интерес од други партии на албанците да пристапат кон вас и кон некое поголемо организирање во смисла на еве и собраниско парламентарно. Нема такви интенции. Ние кога одиме на избори не можеме да со скалпер да ги знаеме кои се гласачи на Дуј. Ние имаме повици према граѓаните, тоаш во предизборието. Сега се трудиме со структури, поддржувачи и така натаму, и логично е сега не се избори, доаѓаат луѓе што ја поддржуваат Дуј. Да, ова ве прашувам затоа што независниот пратеник Кастриот Реџепиот како ја напушти БИСА се придружи на вас како група, не на другава страна, и се очекува да ви се придружи Скендер Реџепи Зеид. Тој ја напушти алтернатива, затоа и ве прашувам. Немам таква информација. Да, Кастриот Реџепи доаѓа со нас бидејќи беше клучен пратеник за спас на владеачкото мнозинство и сега во рамки на овие прибирања логично е што има поблиски ставови, поблиска соработка со нас, нема ништо спорно, напротив. Дали ќе ви се придружи и господин Скендер Реџепи Зеид од алтернатива? Не би можел да коментирам, немам таква информација, подобро е со него да. Да видиме. Добро, ама ако сака да дојде треба да ви каже, да имате некои преговори, разговори, затоа и прашувам. Не, затоа ви велам, немам таква информација дека е разговарано за таква идеја. Да, ве прашувам за тоа што покажав и претходно дали е можно формирање на нова пратеничка група, затоа што ВМРО имаше своевремено неколку пратенички групи од својата партија. Дали дали ви е тоа интенцијата? Тактика и деловникот овозможува, но нас не ни е интенција. Она што ме интересира е актуелно и денеска е Алијанса на албанците е со една нога во владата.
Ако наредната недела Ковачевски Таравари постигнат договор, ќе следува предлог за реконструкција на владата, тогаш ќе се гласа во собраните. Тогаш ќе биде многу интересен вашиот став. Како ќе гласате? На реконструирана влада во која што ќе влезе и ние сме Алијанса на имале албанците. и јавни настапи кај што сме се изјасниле дека сме против вклучувањето на Алијансата на албанците во владата, имајќи предвид дека владата има стабилно мнозинство од 64 пратеници. Не гледаме политички моментум зошто би се приклучил кон владата и ако има вистина нешто во тоа, бидејќи реално немам некоја информација за таквите преговори, но особено ако има таква вистина дека се тргнува една партија, се става друга, тоа е нелогично, бидејќи не е честно, не е коректно према партнерите со кои сме соработувале до сега. Тука имате различен став со Ахмети, тој на сите собири вели дека е добро да влезе Алијанса на албанците во собранието, очигледно за да се осигура и мнозинството, меѓутоа и доколку вие му направите хипотетички пратеничка група. Ние не сме дебатирале во партија за вакви теми и реално не ги знам точните размислувања зошто е добро. И затоа секој си има свој личен став, бидејќи меѓутоа не е разговарано на партиски не е утврден органи. став во партиските органи, затоа ако ме прашувате мене, јас продолжувам да го искажам мојот став. Вашиот став е дека нема потреба во моментот да влезе Алијанса на албанците. Нема политички моментум. Тоа би било како СДС да му прави понуда на ВМРО без потреба да биде дел од владата. Ако тие се повикува, не е здраво ни за нив, но сепак тоа е легитимна нивна одлука да донесат дали ќе бидат дел од владата или не, мислам на Алијанса за албанците. Но за ДУИ не гледам причина дека треба политички гледано и партиски гледано, веројатно Ахмети сака да осигура дека доколку вие му се одметнете, условно речене, како пратеничка група, да го надополни тој број со пратениците, сепак се 8 на Алијанса на албанците. Ако гледаме математички. Не зборувам тука за уставните измени, верувам дека ќе ги... Токму затоа, бидејќи со гласовите на пратениците на Алијанса за албанците не се постигнува бројот од 80 пратеници. Тие како партија и како пратеници се изјасниле дека ќе ги поддржат уставните измени. И не гледам причина зошто, но тоа тие што мислат дека треба, нека го објаснат. Ние цело време го објаснуваме ова. Нема политички моментум, нема некоја посериозна криза или сериозен моментум за ваков пристап. Дали вие би поддржале влада доколку има таква една реконструкција во која ќе останат Груби и Османи како министри, затоа што премиерот ќе излезе со предлог листа на имиња и како вие би гласале за една таква влада, каде што Јас не сум пратеник, пратениците имат право на сопствено мислење. Секој пратеник, било од владеачкото мнозинство, било од опозицијата, имат право да одлучуваат како би гласале. И до сега има такви случаеви во нашето собрание, и во претходните мандати, и во сегашниот, и за клучни теми кај што пратеници гласале поинаку од... меѓутоа, ако вас ви основната цел да се измените во ДУИ не настанат и заради Груби и Османи, односно отчетот и сето тоа што ти го прави. Нас, за сега, вклучувањето на Алијансата на албанците во влада. Не зборувам за Груби и за Османи. Ако Груби и Османи останат во влада, за кое што вие имате, токму за нив имате забелешки. Ние не сакаме со задкулисни игри да се тргнат тие од владата. Ние сакаме по принципијална основа првин за функционирањето отчет да дадат за сработеното и така натаму, целосното функционирање на органите во партијата и нормално со таков рез кога би дале отчет, бидејќи секој би требало да даде отчет за сработеното или несработеното и врз основа на тие одлуки ние сме заинтересирани. Не со помош на Алијанса или на друг, или на трет, или на четврт. Да, меѓутоа, повторно отчет кога спомнавте, вие неколку пати баравте отчет, дали е направен тој отчет пред органите на партијата? Јас колку што знам не е. Имаше две седници, која требаше и третата седница кај што беше предвидено во првата недела на декември
За жал не се случи тоа председателство и не успеавме да донесеме заклучоци. Кај што беше предвидено прва точка да биде како се одвива примената на албанскиот јазик согласно законот за употреба на јазиците и нормално веќе имаше две верзии на сработеното од членовите на владата во делот на ДУИ. За жал не се случи и токму после таа ситуација ние имавме една пресконференција, па излеговме да разговараме со базата. Добро, зошто е толку тврд ставот на Ахмети? Дали барем деновиве или имате ли намера да разговарате и да преговарате со него, или вака преку медиуми и преку трибини ќе се препукува со вас? Зошто толку цврсто стои во одбрана на Груби и на Бујар Османи, за кој што вие велите дека мора да имаат отчет и ги сметате за одговорни? Видете, отчетот е врв на демократијата и што е нормално. И обврска треба да е, бидејќи со тоа се стават во движење многу нешта и уште подобри успеси ќе има. Отчетот секогаш бил во ДУИ и треба да е. И затоа сметаме дека е потребно. Реално, не само отчетот, гледајќи ја целата ситуација, како од својство на членови на владата, на некој начин сакат да ја диригират и партијата. И тоа создава еден гнев кај структурите, не само кај ние што се изјаснуваме. Има и многу други такви структури кои не се согласуваат со начинот на работата на министрите во самата влада и мешањето во други одлуки внатре во партијата. Сметате ли дека Ахмети премногу се подпира на Груби кога ја води политиката и партијата? Председателот Ахмети има право да се подпира врз било кого. Тоа не е спорно. И не може да се оспори на председател на партија на кого ќе се подпира. Но кога збориме за функционирање на органите и носење на одлуките, тука како не сакајќи или намерно, лично моje мислење и на моите пријатели што заеднички колеги од ДУИ што ги искажуваме, со неговиот пристап и на некои други, дури сметаме како лично да му се наштетува на ДУИ на Ахмети. Меѓутоа, не зачудува фактот што и вие... на сите нас другите, имајќи предвид дека за прв пат дури и анкетите на ИРИ покажуваат дека ДУИ во сооднос со другите, заедно со другите политички партии, има помал рейтинг, што секогаш бил дека сите заедно ние сме имале повеќе. Да. И во овој факт, што ме зачудува фактот, тоа е сепак нивна лична одлука, но сепак треба да сносат одговорност. Во нивната совест одговорност за ситуациите во ДУИ. А од една страна сте внатре во партискиот врз, како група, добивте важни функции во партијата, вие сте организацијски секретар. Не сме група, него... Вие сте дел од партијата, Муса Џафери во надзорен одбор, Невзат бејте во Централен совет, Меджити е избран за подпредседател. Не ли ова доволно за да можете директно да влијаете на процесите во партијата и да не се случува ова што велите? Да не се случува одлуките во партијата да се носат на еден начин како што вие не сакате да се носат, или пак непродуктивните министри да влијаат и на работата на самата партија? Видите, ние не ги свикуваме председателството. Ако председателот не свикува, ние како ќе дебатираме за оваа тема? Значи, вие директно во партијата не можете да направите дискусија за овие теми. Затоа мора да одите на трибини, да бидете гласни. Видите, ова е малку по-специфично, бидејќи ние подолго време се занимаваме со оваа проблематика внатре во ДУИ и секогаш најавувавме дека ќе се наштети ДУИ во поддршката. Тоа се покажа и во локалните избори. Ние изгубивме значајни општини, кај што Артан Груби стана неформален шеф на изборниот штаб за личен протагонизам, кај што целиот фокус беше врз него, а не врз кандидатите. Ако ги земете капиталните инвестиции,
Тие не може нити јас да ги кријам, нити било кој член од владата, бидејќи тие се да, видливи, се гледат и во буџетот и реализацијата. Се гледа и во проценти, во средства. Значи, далеку од посакуваното и далеку од програмата, изборната програма на ДУИ, воз основа на што ние сме ја добиле поддршката од граѓаните. Сега, ние не можеме да поддржиме слепо министри кои не успеале, што им е дадено шанса од ДУИ, од Централниот совет и од председателот Ахмет, и тие не покажале резултати што е легитимно и да би бил јас сам би се повлекол во таква ситуација. Очигледно е дека не само што не се повлекува, туку Ахмети ги поддржува јавно, упатувајќи ви на вашата огнена, така наречена груба, разни пораки во однос на стабилноста на ДУИ. Мислите ли дека тој го изгубил сенсот за демократија во партијата или човекот кој што го држеше балансот меѓу сите групи низ овие 20 години што настануваа и повеќе во ДУИ, имало и претходно превирање, тој секогаш знаел да ги балансира. Овој пат застана на една страна. Да, секогаш балансирал и никогаш не превзел страна. Факт е дека ги поддржал и министрите од претходните влади, но има многу случувања кај што имало еден министер, друг министер, цела влада да се трни и така натаму. И за жал не случајно се одзива сликата дека превзел страна. Добро, тоа е јасно, затоа што пораките што ги упатува се во одбрана на Артан Груби и Бујар Османи. Види, ние не збориме само за Артан Груби и за Бујар Османи, збориме за сите членови на владата и не тврдиме дека како што велиме ние. Бидејќи, ако се влезе во дебата, треба да се прифатат аргументите. Ако ние инсистираме да се прифатат аргументите, ние сме спремни да сослушаме и да прифатиме ако има аргументи од тоа спротивни од тоа што ние ги имаме, сме успеале да собереме информации на така натаму. Но тука сметам дека многу лесно е. Освен евроатлантскиот курс на државата, на владата, кај што ние немаме ништо спорно, нити се разликуваме во тој дел, во други сегменти, да, реално. Бидејќи не можеме со 5% од едно министерство, например, Министерство за транспорт и врски, кај што е клучно, ние не можеме од Бочварски да бараме. Бидејќи тој е член на друга... Да, нормално од Груби, бидејќи тој е прв вице-премиер. Ако знае да се пофали со едно сработено, треба машки, како што се вели, да ја превземе и одговорноста. Да, луѓе, ова не е направено, сум спремен да полагам и одговорност, ако сметате дека му наштетува на организацијата на Демократската унија за интеграција и така натаму. Не можеме ние преку фейк вести тоа да го покриеме, ако сметат дека тоа е најјака страна. Сепак народот гледа. Не можеме ние да се пофалиме само со покачувањето на платите, а истовремено има шок цени и тоа не се наши, ги дават надлежни институции и реално другиот ресорен министер, третиот и така натаму. А за економија вие сте министер од ДУИ? Дали за економија, дали за финансии и така натаму. Треба да се разгледат сите овие работи. Инвестициите во општините, ние немаме против да се гради во Источна Македонија. А толку многу, а многу малку да се градат патишта, канализации. Па добро, ако зборуваме така патишта, Блаце не е направен од која ДУИ на власт, се ветува дека ќе биде направен, па дури сега е нешто малце почнува. Во секој мандат на ДУИ сме имале истите работи се ветуваат. Така е, не. Во секој мандат на ДУИ и вие сте биле министар, сте биле во влада. Апсолутно. И тоа не го негираме. Ние сме имале и чест и одговорност да бидеме. И не случајно, за да не обвинуваат, сме кажале дека не сме заинтересирани. Сме спремни да разговараме за секаков профил, кај што ќе се усогласи во Централното претседателство. Дали помлади, дали за прв пат што ќе бидат министри, дали поискусни. Било како, ама ние што бевме најгласни против, не сме заинтересирани. Значи вие не сте заинтересирани да ги добиете вие министерските места? Не, за да не се сфати дека е лична битка, бидејќи ова година е последна година со цел буџет. Ние сепак, вие рековте, сум били министер, член на влада.
Знам колку може да се сработи и другите колеги знаат колку може да се сработи со уште еден буџет. И сите овие превирања ги гледаме дека треба посвежи кадри, кај што и граѓаните би ги поддржале и дуи со свеж кадар, со нова енергија би била победник на наредните избори. Не случајно како да тлееше сите овие години, затоа што кога се состави парламентот, кога се направи владата, веднаш се осети незадоволство на некој начин кога се избра за прв вице премиер Артан Груби од самиот Меджити во тоа време или од Муса Џафери, не дека и тогаш молчевте во однос на тој избор. Уште тогаш имаше знаци дека не ви е мило како група или како истомисленици со господинот Муса Џафери, дека не ви е мило тоа што се случи. Многу е легитимно да се има и различни мислења и тоа било еден врв на менаџирање и на господинот Ахмети и Дуи, кај што имало различни мислења. Да, вистина е дека уште тогаш сме имале поинакво мислење и сме сметале дека не е соодветен кадар за вице-премиер. Но, за волја на вистината, тоа било се внатре дебатирано и не би сакал многу да се опуштам во тој сегмент, бидејќи сепак сме дебатирале со председателот, бидејќи немало органи, немаше председателство и не сме можеле во детали да разговараме. Ние уште тогаш, бидејќи се знаеме кој какви афинитети има, но сепак треба да се даде можност. Но мислам дека идеално време требаше да биде по оставката на тогашниот премиер Заев и по доаѓањето на Ковачевски. Нормално е, сите по оставката на премиерот, сите министри се во оставка. Да се направи на реконструкција, да, промена не, на требаше да се стават на доверба било или како исти предлози или други предлози, кај што тамо не се ограничува и за жал тука го пуштивме тој момент. Тие не го поминаа филтрот во Централниот совет на партијата и реално тоаш нормално е во било која политичка партија, не само кај нас. Членовите на владата кои не полагат отчет, не се стават на функција да имат обврска, не обврска да се со условување, со програмска обврска, нормално е и да го сгрешат патот, да кажам. Значи на некој начин сметате дека се нелегитимно од партијата делегирани да бидат министри, туку се назначени само од волјата на лидерот. Има таму дека се истите, само еден министер се менува. Сепак и во собрание при избор на нова влада истите процедури беа и кога се избра господинот Ковачевски за премиер, како претходниот. Значи и во Дуи требаше да бидат внатре. Дали се тоа се случува во преслед на конгресот кој ќе биде на Дуи во 2023 година? Кое време би бил тој конгрес, еве за колку месеци би се случил? Не, нема врска ова со конгресот, него особено, значи повеќе министри, особено ние сметаме дека го иритира членството, структурата, видна узурпација и во кадровските политики и во другиот сегменти, во организацијските работи и така натаму. И го сметаме како за неслучајно, особено од господинот Груби, кој што се наметнува во секоја тема и тоа гледаме дека не и оди во прилог на Демократската унија за интеграција. Добро, има најдобар пиар, има најмногу видеа, има најмногу социјални мрежи. Најдобар пиар, најлоши резултати. Во смисла на тоа дека сака да се пофали. Тоа што претходно го кажав за личен протагонизам, а не за колективно работење и колективни успеси на чело со структурите и со председателот. Тоа го го сметаме ние многу просто и не ни пречи. Тој нека во приватниот живот нека прави личен протагонизам, никој нема против. Со ова го негирате фактот дека сепак е и привласт во партијата за лидерство во партијата, за иден лидер или председателство кое што сепак ќе ги смени. Мислам дека ги знам. Повелете, да не ве прекинам. Да, тоа ми е целта. Дали Ахмети се повлекува, доаѓа нов председател. Ахмети ако го поддржи утре Груби,
Значи ли тоа дека тој ќе биде избран или некој од неговата тајфа, еве вака најпросто речено, или вие се борите дека сте биле еве и се она што читаме, она назнаката, користењето, создавањето на ДУИ, сето тоа што го направил Муса Џафери заслужува друг лидер. Јас ги знам и луѓето и приликите. Најискрено ви велам дека ама токму никој нема во делот на лидерството. Претензии нема? Претензии додека Ахмети има волја и желба да ја води партијата. Мислите дека ќе остане и на овој конгрес за лидер, дека нема се смени лидерот? Он се изјасни дека ќе продолжи. Така. И не случајно ја добили поддршката ДУИ и господинот Ахмети од самиот почеток на формирање. Значи вие би му дале поддршка доколку останува за лидер, ама не со Османи Груби и некои други луѓе за кои што не согласувате дека треба да бидат и во врвот на партијата и министри. Види, избор на лидер не оди со членови на влада. Иде со членови на партија и гласање, веројатно демократски ако е сега, не знам како ќе биде. Најдемократски било секогаш кога е избран господинот Ахмети за лидер, бидејќи е неспорен. Да треба да е. Никогаш не бил спорен, нити ќе биде спорен ако ќе продолжи да ја води, секако. А он се изјаснил дека ќе продолжи и нема никој околу тоа никаков проблем. Ние велиме за работата на владата, бидејќи сме владачка партија, имат сите министри име и презиме и даваме факти кај што му е наштетено на ДУИ. И не случајно дојдовме до ситуација, сега не ги знам точно приликите, дури и ривалската партија да ја вметнеш во владата по некои чудни околности коалиција за Европа. Албанците сите се за Европа. Не, тоа факт е дека бројките се во прашање и пребројувањата, дали вие случајно. Но тоа може да го стокмиш како пиар, како сакаш, но реално граѓаните знаат, читат, следат. Ги следат случувањата и затоа велиме дека доволно му наштети со политиките метнан во владата како вице-премиер. За сето ова време имавте многу жари фолклор во сите тие препукувања, да ги наречам. Да не го палиме јорганот за една болва, да не ги кршиме керамидите на куќата заради болвата, таа болва. Многу болви некако настана во меѓувреме и затоа мене основниот наслов ми е кој ќе го запали јорганот во ДУИ, односно кој ќе скрши работата и ќе преовладува. Дали има идеолошки разлики или разлики како да се води партијата? Оти сега зборуваме за самото ДУИ, затоа што велите се наштетува на ДУИ, факт е дека и на, еве, како што велите вие, Ири покажува дека доколку другите партии им се соберат процентите, се ДУИ начинот како од својство на подпредседател на владата, како што он за себе вели прв вице-премиер и е согласно деловникот за работа на влада, му наштетува на ДУИ. Со целосно убедување велиме дека му наштетува на ДУИ и имаме разлика како се менаџира политичката партија во институциите кај што сме избрани и внатре во партиските тела. Тука неспорно е дека бидејќи не би било логично ние тогаш да се жалиме ако не сме убедени дека е вака. Меѓутоа Груби очигледно дека има влијание на Ахмети. Ајде сега да не ја пуштаме цела песна, ама кога беше тоа дека кога беа вашите настапи први со гласачкото тело, тој ви испраќа песни на пример од Ахмети, ви одговара со песна. Кога ќе кажете вие нешто Талат Џафери вели да си направите нова куќа. Ме разбирате, па Ахмети вели да не ги кршиме керамидите на оваа. Значи дека сепак политиката за која што вие оспорувате на Груби влие на односувањето на Ахмети. Артан добро е негови песни да пушта. Па добро, може има навивачки песни тој. Нека пушта негови песни. Било од Разбуди се, било од друго, било од трето и затоа му се смеат луѓето што се крие зад личноста на господинот Ахмети. Да, ма еве Ахмети на пример одговараше и на ваков начин со песна која што е употребена за да ви врати на она што вие го изјавувате на собирите. Значи веќе се работи за еден диалог преку собири или преку медиуми.
Ќе ве прашам јас вас, после тоа што ќе каже господинот Ахмети? Ајде, кажете. Дека не е добро што пуштил? Не, меѓутоа не гледам па дека и го критикува тој, значи перцепцијата е лоша. Кога он пушта такви. И јас сум пуштил како пее господинот Ахмети, нема ништо лошо. Да, меѓутоа цело време го цитирам Ахмети. Тај Мингот и така натаму. Ахмети вели дека се надева од тие незадоволници, ве нарекува, ќе размислате дека нема да продолжат со подолби. Не чувствувам никаква обезпокоеност, вистина е, и кажувам меѓу браќата, чувствувам душевна болка, бидејќи децата ги растеле со амблемите на ДУИ, сме си оделе едни на други на свадби и весели. Мислам дека ќе поразмислат и оти нема да продолжат со поделбите. Тој вас ве обвинува за поделби, не вели ајде да ја преиспитаме работата на Груби. Јас не сум конј во фигурите на шахот, или сум председател, командант, или не сум, вели. Еве ви го цитирам Ахмети, кој што вас ве прозива да размислите, вас ве прозива да се вратите на минатото, вас ве прозива дека сте незадоволници. Не му требаше да превземе страна, требаше да ја остави дебатата, дури и тајното гласање и така натаму, за доверба на министрите и немаше да бидеме принудени од ваквиот пристап на Груби и неговите колеги во владата, кои што цело време пристапот им е ваков. Дали правиме поделби? Не. Секаде правиме апел за подсврсто појак од ТУИ. Секаде правиме, што имаше лошо и во писмото, кај што повикувавме органите и така натаму, што е легитимно. Јас го разбирам господинот Ахмети дека сака да ги брани министрите. Но кога немат резултати, има разни поговорки, кралевите молчат и другите молчат и така натаму. Овие дебати се за во партија. И тие треба сами да се бранат со аргументи. Меѓутоа тој вели Сепак секој човек треба да има свој политички дигнитет, кога се зафатил да биде градоначалник, пратеник и така. Не е здраво секогаш да ве брани. Логично е некогаш да ве брани председател. И треба. Ама секогаш да ги брани председател. Да, меѓутоа тој вика, никој не може да ми наметне ниту ултиматум, ниту програмски линии и платформи. Бидејќи тоа го воспоставува партискиот конгрес, а ја ги спроведувам одлуките на конгресот и одговарам пред конгресот, вика Ахмети. Така што ДУИ никогаш не била посилна, добро. Вели на своите партиски собери Ахмети дека само на конгресот му одговара. Нити имало ултиматум, нити можеме да му наметнеме на господинот Ахмети. И едното и другото да биде чисто. Нити има ултиматум, нити може да му се наметне. Ултиматум на председател и на пријател, ако го сметаш, не му се прави. И не е правен. Нема таков пристап. Нити има можност да го натераш. Јавно тоа го велам. Он што го вели тоа, господинот Ахмети, и јас го велам истото. Него треба да имат политички дигнитет сите членови на влада и да размислуваат и сопствена одговорност било кој за програмата со која што ја сме добиле довербата за сработеното. Факт е дека има разлики внатре во ДУИ и тука сметам дека господинот Ахмети не требаше да завземе страна. Што сепак го сметам за принципиелно тоа што го кажал, бидејќи вистина дека и во претходните влади ги штител, ги бранел членовите на влада, но до ваква ситуација никогаш не било. Пауза за реклами и продолжуваме со интервјуто со господинот Беџити. Продолжуваме со интервјуто со господинот Блерин Беџити, кој е организацијски секретар на ДУИ, но еве сте во групата на Огнени. Другава група има ли име? Јас за сега не гледам дека имаше многу имења. Тенеке го нарече господинот Бејта, господинот Артан Груби. Па тоа е една од работите кои што излегува овие денови, се заостри реториката меѓу вас некако. Ако сте ви Огнени, тие се Тенеке или? Ние не тој што ни го оставил името треба да го прашате дали сме или не сме. Ние имаме име и презиме и сме истомисленици во една идеја внатре во ДУИ.
Исто така и тие си имат свое име и презиме и имат функции внатре во тој толку. Да, ве прашувам сега, Талат Џафери ви порача да си направите нова куќа и ви одговорите ако не избркаат низ врата, ќе влеземе низ прозорец. Значи дека никогаш нема да го напуштате ДУИ? Не ви е целта да направите фракција, партија, ДУИ, вистинска и слично? Талат не е повикан да ни порача такво нешто и не го сметаме за сериозно. Вие велите дека тој не може ни да учествува во партиските органи затоа што не е повикан Талат да ни упати такво нешто и не го сметаме за сериозно и затоа и јавно кажав дека ако ние сме го сгрешиле патот според него во двор, тој уште вратата од собранието го сгрешил, ни во дворот не се впуштил, не е повикан. Ние сме добри. Меѓутоа членот на надзорниот Ние сме добри пријатели, може би малку еуфорија го фатил пред луѓе таму во Гостиварско и да, меѓутоа членот на надзорниот совет на ДУИ Муса Џафери најави дека ќе направи внатепартиски консултации за учество на председателот на собранието Талат Џафери во раководството на партијата. Дали ќе се испита дали е тоа во согласно со законот и уставот? Ќе работите на ова, ќе се случи ова вакво нешто, ќе барате? Нас не ни пречи Талат Џафери да присуствува, тој е наш пријател, долгогодишен пријател и така натаму. Ние тука збориме лично, никој со никого во ДУИ нема против. Нема лични проблеми во ДУИ, има програмски, значи колку успеваме да ја реализираме програмата, определбата, согласно довербата од граѓаните. Ние не можеме да го сватиме равнодушно ако еден член на владата од редовите на ДУИ да ни каже дека ние треба програмата на владата да ја образложиме тука. Колку биле успешни програмата што сме ја добиле и ја реализират. Сепак се случувало, еве што доколку тај на Конгресот надвладе поддршката и мислењето на Ахмети дека Артан Груби и неговите министри се тие што и понатаму треба да бидат тупаницата на партијата. И што ако ви се случи на сценарио што му се случи на ВМРО ДПМН, исклучување од партијата, а не само од партиските органи, и такво нешто се случувало во нашите партии? Ама во Конгрес не се избират министри. Да, меѓутоа се избираат членови на раководство на партија и може да се случи најцрното сценарио. Доколку дојде до тоа дека не можете да се разберете, може да ви се случи исклучување? Или ДУИ нема да се расцепи на повеќе фракции? Ние продолжуваме да апелираме и ќе продолжиме да бидеме присутни со членовите на ДУИ, поддржувачите на ДУИ и со други активности, други закажани термини. Мислам во вторник или не знам точно, во Куманово треба да бидеме и така натаму. Ќе продолжиме. Реално нема право никој да не исклучи, бидејќи со никој случај ние не работиме против ДУИ. Ако сметат дека треба да не одлучат, веројатно ќе треба први да ги... Ќе им влезете низ прозорец. Да. Ние ќе ја биеме битката во ДУИ. Она што ме интересира е дека цело време сте присутни на теренот и вие и тие. Меѓутоа, еве веќе три пати оди Ахмети и неговите приврзаници во Гостивар. Зошто Гостивар? Гостивар сте најсилни на терен. Како го чувствувате теренот? Ова сега како две различни партии има доаѓа опозиција и власт кои што се бори за теренот. Зошто токму Гостивар е центарот на вниманието на Ахмети? Еве во Чаир зошто не доаѓа? Зошто да не доаѓа? Меѓутоа, очигледно дека сака да му се обраќа најмногу на членството и симпатизерите од Гостивар и Гостиварско. Не. Претпоставам дека тоа е распоред, колку што знам методологија на ДУИ, колку што работиме. Сепак, ако он го составил распоредот, е негова проценка и не би сакал да се упуштам. Тоа е секогаш е добро кога ние разговараме со базата, со поддржувачите, со членовите, симпатизерите, граѓаните. Дали на исти луѓе им се обраќате? Дали кога одите во Гостивар, еве каде што еве трет пат они одат? Па две ДУИ нема, една има. Па тоа викам, значи дека ве сослушуваат симпатизерите и приврзаниците и гласачите истите луѓе или поделбите се и на терен?
Во една сала доаѓаат истите луѓе, за сте направиле анализа, или се и поделени и вашите симпатизери? Се уште не сме биле, но предпоставувам дека има и исти луѓе. Предпоставувате дека на исти луѓе дека ќе има исти луѓе, што е нормално да ги сослушат, и тоа е многу здраво, многу легитимно е да сослушат различни ставови, и нормално е. ДУИ е сепак сериозна политичка партија, голема партија, и овие несогласувања има и нивно легитимно право е да ги сослушат. Меѓутоа одите, еве си имавте средба со младите. Да. Се откинува еден дел од тоа ткиво и размислува како вас. Ме разбирате, ако така одите во органите на партијата... Ние да не сме биле убедени дека многу структури, дури поголемиот дел од структурите, поголемиот дел од поддржувачите не размислуваат како нас, ние не сме неискусни во политика. Не сакам да кажам дали ви е целта во сите тие Унија на жени или не знам како се нарекува, организација на млади во ДУИ и сите тие органи на партијата, вие да ги проверите, да видите на каков став се и да видите кој е појак моментално на терен. Ете, најпросто речено, партиски на терен како стоите? Појак. Па вака си ги мерите силите едните и другите, затоа што одите... Ама Артан не пее. Ахмети пее, он тој е лидер. Ние не се мериме со Ахмети. Се мерите со Артан? Не се мери, друго ми е. Ние одиме да ги објаснуваме првин, бидејќи чувствуваме обврска и да ја информираме членството на ДУИ, поддржувачите на ДУИ, за несработеното, зошто ние имаме ваков пристак, но истовремено и ги сослушуваме. Им даваме можност да не прашат, да ни поставуваат прашања, да ни укажуваат, да не критикуваат и така натаму. И врз основа на тоа ние продолжуваме со други средби и така натаму, кај што на крај си има и заклучоци, например. Било пред органите на партијата, че ги изнесеме во Централното претседателство, Централниот совет и така натаму. А што ќе се случи доколку, еве, знаете дека доколку се случат предвремени избори, по договорот Артан Груби би бил премиер и би бил она што се договараше пред и што е... За ниту една политичка партија не е здраво луѓе кои немаат поддршка да бидат во толку клучни места. Освен што не е здраво луѓе што немаат поддршка, не е здраво за една политичка партија луѓе што не успевале да реализираат програма врз основа на тоа што ја добиле поддршката од граѓаните. И затоа он може што сака да биде, мене лично не ми пречи, но би сакал кадрите на ДУИ 100% не можат да бидат поддржувани. И јас во некоја функција која сум бил имало и против и за, многу е битно со работа да се оправда таа доверба што ти е дадено. И ова требаше уште во самиот почеток да се свати како дадена можност и да се даде еден отчет за реализирано и среализирано, а не да се морализира. Јас сум го ставил, тој го ставил. Мислам дека тука се тие разлики. Амбасадорката на САД најави борбата против корупција дека ќе биде во фокусот. Меѓутоа даде и забелешка на изборот на јавниот обвинител за борба против организиран криминал и корупција на првиот човек. Сепак, доколку разговараме за ДУИ, министри сработеното, факт е дека и членови на партијата кои се на функција, факт е дека имаше неколку скандали кои што го тресат ДУИ. Факт е дека имаше интенција и порано да се наметне една тема да се обвинува ДУИ, бидејќи долго време, под наводници, долго време во власт. Нема ништо лошо кога граѓаните во континуитет даваат поддршка према ДУИ. Меѓутоа, треба ли да се преиспита нивната работа? Факт е дека неколку скандали почнаа токму од функционери на ДУИ. Законите важат за сите функционери, не само за ДУИ. Верувате ли дека ќе има, еве, апропо забелешките за изборот на обвинител, имајќи предвид поддршката што ни ја дава Соединетите Американски држави, особено во делот на правосудството, и загриженоста од госпоѓата амбасадорка, мислам дека сериозно треба да се сватат и убеден сум дека се сватени.
колку што знам, имаше забелешки за начинот на изборот. Не слушнав дека... Добро, меѓутоа во јавноста има дека се недопирливи функционерите на ДУИ кога станува збор за истраги за корупција, за борба против корупција и криминал. Во многу почувствителни места, сепак имајте предвид дека имам политичко искуство, сум бил пратеник, градоначалник, сме критикували вас, градоначалник на Сари, министер, да. Кога беа иди во градбите и се клучни места не биле кадри на ДУИ. Кај што реално се толку осетливи и така натаму, и затоа мислам дека функционерите треба да се видат исто, како и сите граѓани што одговарат. Добро, самата ДУИ најавуваше ветинг. И за крај да ве прашам, како го коментирате изјавата на Ахмети во однос на медиумите, каде што и Телма беше наречена Мелма, каде што беше обвинувана и нашата телевизија до ден денеска не се извинија, сега тие велат дека било некој недоразбирање и слично. Види, јас не ја слушнав директно, тоа што ми кажа, не е својствено, тука без разлика што, ми велите дека не обвинува председателот Ахмети. Дека сме работиме спротивно на албанците, јас морам да кажам дека оваа телевизија е отворена за сите партии, било отворени така и ќе остане секогаш биле присутни. Убеден сум дека Телма ќе биде секогаш отворена, коректен медиум, и не сметам од тоа што го слушнав после тоа, тоа е во делот на сепак секој јазик си има своји специфичности и тие болви и така натаму кога ги спомнавте, тие се дел од некакви метафори и немаше реално не е пристапот. Тоа нас не именуваше конкретно со па и не дела и презиме. Не, во друга конотација му беше и реално бидете убедени дека нема навреда од страна на господинот Ахмети ниту кон Телма, ниту кон другата национална телевизија. Се надевам дека ќе се извини за тоа. Ви благодарам многу што бевте гостин во Топ тема, ќе видиме како се одвиваат работите и што се ќе се случува во иднина. Верувате ли дека ќе најдете заеднички јазик? Ние ќе продолжиме да разговараме со членовите на ДУИ. Ние апелираме најдоброто во ДУИ, да биде не заеднички јазик, туку најдоброто. Проблемот го сметаме за мал, треба министрите да си превземат и лична одговорност и овие средби ги сметаме како дел од процесот да зајакне и Демократската унија за интеграција и да ги сослушаме за овој процес што е внатре кај нас. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас на поканата. Благодарам што бевте со Топ тема, останете со програмата на Телма и имајте пријатна вечер.